И точно време е да го напуштиме нашето студио. Се селиме во општина Петровец. Предпоставувам каде што не чека нашата драга колешка Ирина, да ги чуеме најновите тековни активности на општината, како и првиот човек на општината Борче Митевски, градоначалник на општина Петровец. Добро утро, Иринче, поздрав до тебе и до градоначалникот. Добро утро, Суза, до тебе. Добро утро, почитувани. Убаво кажа, ова утро се јавуваме во живо од општина Петровец. Поточно се наоѓаме во кабинетот на градоначалникот на општина Петровец, господинот Борче Митевски. Веднаш до мене е господинот Борче Митевски. Господине градоначалник, добро ви утро. Ви благодарам што ова утро ги отворивте портите на вашиот кабинет за нашата екипа. Ви благодарам за гостопримството. Сакам да кажам дека навистина пријатно се чувствуваме и јас и нашиот снимател овде, како и сите кои што ќе ја посетат општина Петровец. За почеток да ни кажете кои се тековните активности од инфраструктурно значење за жителите на општината. Добро утро и од мене. Добро дојдовте во прекрасната општина Петровец. Општина Петровец во континуитет, воопшто не застана во ниту еден момент. Ќе започнам со детската градинка, која се гради во дворот на основното општинско училиште Кочо Рацин, со изградба на детската градинка, која очекувам до крајот на месец јули да биде готова. Го решаваме проблемот со упис на децата во градинка. Градинката ќе биде со капацитет од 70 дечиња, а ние на листа на чекање имаме само 40 дечиња. Вториот капитален проект, кој 90% не е завршен, тоа е канализацијата во населено место Водњанци. И последното, поголемо населено место, кое е поставена канализациона мрежа и пуштена во употреба. Исто така градим и прекрасен културен дом овде, во непосредна близина на општинската зграда. Културниот дом очекувам да биде направен некаде до крајот на месец август. Работиме на патна инфраструктура, патот Средно Коњари Дивле, во должина од 6500 метри. Во моментот правиме банкини. Очекувам тој патен правец да биде за 2 месеци целосно изграден. Она што е многу важно за една општина е зеленилото, уредувањето на просторот. Имате навистина одличен простор, убаво уреден и како се одвива, како тече зелената агенда на општина Петровец? Со гордост може да кажеме, ние по површина сме дупло, као репер ќе земе Илинден, дупло поголеми по површина од Илинден. Имаме големи површини со зелени садници, но ние како општина пред 10 дена поднесоме до Македонски шуми барање да ни достават млади садници, каде би ги насадиле по дворовите во училиштето во Кочо Рацин, училиштето во Средно Коњари Братство единство и на одредени локации во Оржаничино и во Средно Коњари. Имам исто така прекрасни плоштади, кои се грижи јавното комунално предпријатие, ги одржуваат тие зелени површини, правиме се Петровец да заличи, да го добие оној сјај и го има сјајот на убавината. Како поранешен спортист, морам да ве прашам колку општината вложува во спортот и во младите. И ми кажавте пред разговорот дека навистина финансирате и поддржувате многу спортски клубови кои што потекнуваат токму од општина Петровец. Токму така, јас сум горд што спортот живее во општина Петровец. Ќе ги спомнам 4 фудбалски клубови, фудбалскиот клуб Петровец, фудбалскиот клуб Ржаничино, фудбалски клуб Долно Коњари и фудбалски клуб Средно Коњари. Сите овие фудбалски клубови, ние им зградиме фудбалски терени со систем за наводнување, со соблекувални, со осветлување. Дел од овие терени се со трибини, ги задоволуваат условите не само за трета и четврта лига, кај што се такмичат нашите клубови, него и за втора лига. Исто така, овие фудбалски клубови имаат и подмладок. Финансиски ние стоиме позади сите овие фудбалски клубови, стоиме финансиски позади културно-уметничкото друштво Етнозуница од Петровец. Сите оние фудбалски, односно спортски екипи, што имат отворено тимови во општина Петровец, што имат регистрирано тимови во општина Петровец, општината финансиски стои позади нив. Тоа се одбојка, кошарка, ракомет и културно-уметничко друштво Петровец, заедно со овие 4 фудбалски екипи.
И набрзо кога ќе се отвори и домот на култура, ќе може и културно-уметничкото друштво и сите останати да имаат безброј настани културни. Сега не се заборавени и пензионерите. И тие се неизоставен дел нели од вашата општина, да ни кажете кои активности ги организирате за пензионерите. Па најповеќе внимаваме и на нив, на таа категорија на жители. Направивме пензионерско катче во Катланово, каде го опремиме со столици, со маси, со реквизити за забава. Исто таков простор имаме направено и водњаци, а сега со изградба на културниот дом овде во Петровец, предвидено е, знаат пензионерите на најголемото населено место, предвидено и просторија за пензионерите во културниот дом во Петровец. Исто така предпоставувам дека и културни настани ќе се организираат овде во домот. Ги споменавте пензионерите, ги споменавте младите, меѓутоа никогаш од општина Петровец не се заборавени и социјално загрозените семејства. Во рамки на тоа сега пред празниците и за Рамазан Бајрам и за великденските празници дававте социјални пакети за социјално загрозените семејства. Како сите претходни години, така и оваа година, но така и во наредните години. Општина Петровец внимава на социјално загрозените семејства. Доделува хуманитарни пакети по повод најголемиот прославен празник Великден, по повод најголемиот муслимански празник Рамазан Бајрам, да доделуваме некаде околу 240 хуманитарни пакети. Сакаме тие семејства да го пречекаат нивниот најголем православен и муслимански празник онака како што доликува на едно семејство од општина Петровец. И морам јас да им кажам исто така на гледачите дека сте навистина транспарентен и достапен и тоа е само доказ дека ми кажавте вие сте отворени за граѓаните секој работен ден до 12 часот може да ве најдат овде во општинската зграда, а веднаш по 12 часот заминувате на терен тамо каде што сте потребен. Да, токму така. Значи секој ден приемен ден. Само така може градоначалникот да биде успешен, само така можат жителите од општина Петровец да бидат задоволни, бидејќи они кога доаѓаат овдека не доаѓаат да направат муавет со градоначалникот, него да им се реши некој проблем што го имаат, или да сугерираат за некоја работа што градоначалникот на било која причина ја нема завршено. Ги прифаќам нивните сугестии и излегувам во престрана тие граѓани. И веднаш потоа заминувате на терен тамо каде што сте најпотребен, така ли? Токму така, секаде онаму кај што имаме активности, идам на терен и таму исто граѓаните ме пречекуваат и комуницираме за секој проект што го работиме на лице место. Тој доказ што морам да кажам, сте единствениот градоначалник кој што го има освоено петиот мандат така оваа година. Токму така, единствен градоначалник со пети мандат, дај Боже и другите мои колеги да ме следат и да го доживеат овој успех на кандидатури. Тоа значи дека општината се развива во права насока, навистина позитивно сум изненадена, преубаво изгледа општина Петровец. Како градоначалник, сосема за крај, би сакала да ве прашам, која е вашата порака до вашите граѓани, до сограѓаните, до сите оние кои што не следат во моментот? Моите сограѓани знаат кој ги води, имаат верба во мене и во моите советници и во мојата општинска администрација, така ќе биде и во иднина. Значи, јас ќе продолжам да ги подобрам условите за живот на моите сограѓани. Не случајно општина Петровец од претходниот попис до овој попис имаме повеќе од 950 жители. Значи, условите за живот ги препознаа и луѓе и надвор од нашата општина. Затоа доаѓаат да живеат во општина Петровец. Ќе подобрам патната инфраструктура, ќе ги подобрам условите за живот во нашата општина. Градоначалник, ви благодарам за одвоеното време. Ќе ве ослободиме сега да се вратите сепак на вашите работни обврски. Ви благодарам што бевте дел од утринската програма Добро утро секој утро и се надевам дека повторно ќе не поканите кога ќе биде готова зградата, односно Домот на култура, за неколку месеци. Па до крајот на август очекувам да имаме повеќе свечени пуштања, ќе имаме свечено пуштање на детска градинка, ќе имаме свечено пуштање на културен дом, ќе имаме свечено пуштање на патот за Дивле во должина од 6500 метри. Значи, сите медиуми, заедно со вашиот медиум, ќе бидете добродојдени во општина Петровец. Ви благодарам за одвоеното време. Почитувани, ние се одјавуваме од овде, од општина Петровец, од општинската зграда. Сузе или студио, ако се слушаме, дали може би имате некој дополнително прашање, ќе го пренесам до градоначалникот.
Јас немам дополнителни прашања, само сакам да упатам честитки, браво за целиот ентузијазам, посветеност и стратегија со која Петровец прераснува во една урбана општина која станува се поатрактивна за многу луѓе кои не сакаат да живеат во центарот на градот или во оние општини каде навистина е стресно и напорно живеењето. Голем поздрав до господинот Митевски, градоначалникот на Петровец.